Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода зборувам за талентот. Дури една моја омилена тема. Неколку епизоди мислам со оваа тематика. Зборувам за тоа дали ни е потребен талент да можеме да усовршиме некоја вештина, да зборуваме некој јазик или тој не е воопшто потребен. Некои луѓе сметат дека ние се раѓаме со вродени таленти, односно имаме вродени таленти и дека тие во текот на животот ќе се покажат и ние едноставно ќе заблеснеме во тоа издание, како тоа изгледа во пракса. За некога ќе кажа дека е талентиран да игра кошарка, фудбал, ракомет. Сигурно и ти познаваш врвни спортисти кои ти паѓаат на памет кога ќе споменеш некој спорт. Па така, јас сум една личност која не прати веќе спорт подолго од 10 години, но сепак ќе слушнам имиња кои ме асоцираат на фудбал. Така, за мене некој кој ќе каже дека е талент за фудбал, ќе се сетам на Меси и Роналдо. Колку се сеќавам, Меси беше прогласен за најдобар фудбалер на последното светско првенство во фудбал во Аргентина, кога победи Аргентина. Кристијано Роналдо е име кое се памти, се знае. Не знам дали некој на планетава не го знае тоа име. Кога станува збор за фудбалот. Тој има освоено многу првенства, неколку пати е прогласуван за најдобар спортист на годината. И сето тоа е неспорно. Но прашањето е дали тие фудбалери се талентирани или пак имаат посветено многу време, внимание и дисциплина во негувањето на таа своја вештина. За Кристијано Роналдо имам прочитано дека тој секој ден тренира. Без разлика на тоа што се случува во животот и какви се околностите, дали паѓа снег, дали врне дожд, дали е сончево, тој тренира секој ден. И дека останува еден час после заедничкиот тренинг, откако ќе се заврши заедничкиот тренинг за целиот клуб, за целата екипа, тој останува уште еден час. И сега прашањето е дали тој навистина е талентиран или има во целиот свој животен век, има вложувано во време, енергија и дисциплина да биде толку добар фудбалер. Ова ми е многу една добра корелација со јазиците, бидејќи често ќе ми кажат луѓето, тебе ти е лесно да го зборуваш тој јазик кога си талент за јазици. Ќе ти кажам една вистина. Јас не сум талент за јазици, нити себе си се сметам за тоа, туку тоа што зборувам неколку светски јазици нема врска со талентот. Може би постои некој кој е талентиран за јазици, тоа не го спорам, но сакам да кажам дека јас таа личност не сум, нити сакам себе си да се представувам во такво светло. Секој од јазиците кои ги зборувам до еден сум ги учел со години и години. Во секој имам вложена енергија, волја, дисциплина. Некои од јазиците ги имам учено на часови, со професори, со ментори, некои самостојно, но во сите има вложено енергија, волја, време, посветеност. Јас мислам дека доколку на вистина не сме посветени во некоја вештина, таа вештина не можеме да очекуваме да ја завршиме до ниво каде ќе ја практикуваме без страв и трема. Не знам дали сум го споменувала ова претходно, но јас имам одено во музичко училиште, неколку години на основното музичко училиште и освен слушање на теорија, имам свирено и пијано, односно клавир. Во некои јазици тоа се вели клавир, во некои пијано. Во главном ќе разбереш за што се работи. И се сеќавам дека по завршувањето на едно полугодиште имавме јавен час. Тоа се нарекува како часот кога ние изедуваме некој музичко дело кое сме го навежбале пред публика. Всушност да покажеме што е оно што сме научиле за тоа полугодиште. Тогаш, тој прв јавен час кога го имав, се сеќавам како денеска дека тремата сосема ме обзема. Се
сеќавам како ми се тресеа рацете и дека ми беше страв да го изведам тоа дело, да. Но сакам да кажам што се случи потоа. Се заврши јавниот час како се заврши. Дали погрешив? Да. Но што научив? Тука е прашањето, добро, грешиме, но што научивме? Дека треба да вложам повеќе напор и енергија во вежбање. Односно, веќе имав слика што е тоа што треба, како треба да се представам. И следниот јавен час кога имав, вложив повеќе енергија да го навежбам делото. Да имам помалку грешка, затоа што веќе знаев дека можеби повторно тој страв и таа трема ќе ме одземат. Туку си кажав дај да дадам се од себе што е во моја, да кажам, што е на она што јас можам да делувам, да го навежбам тоа дело, да го знам, да го свирам, да го отсвирам. Да, нема да биде совршено, но да биде се помалку грешки. Дали имам грешки вториот пат? Секако дека да, но помалку од претходниот. Она што сакам да кажам е дека вежбањето и совршувањето на музичкото дело ме ослободија од тремата и стравов. Имав помалку трема и помалку страв. Туку повеќе се наслучив, јас бев, да кажам, има повеќе самодоверба отколку првиот пат, бидејќи делото ми беше навежбано повеќе пати. За јазиците, не се сметам дека сум талент, но секој од јазиците кои активно ги зборувам, сум ги изучувала. Некој јазик подолго, некој јазик пократко. За некој јазик сум вложила повеќе време, за некој помалку. Но она што сакам да ти кажам е дека сум стигнала во фазата каде што можам убаво, но тука ми отиде мислата, но она што сакам да кажам е дека кога сум стигнала во фазата да можам убаво некој јазик да го зборувам, до тогаш веќе сум поминала многу вежби, многу домашни задачи, многу часови, многу слушање на содржини на тој јазик, песни на тој јазик и многу испишани тетрадки со вежби, со текстови. Баш пред некој ден ги најдев тетрадките и се сетив всушност колку многу имам испишано и тогаш се потсетив на сите оние моливи, на тетрадки, на рацете, колку многу вложува време и никогаш не ми беше тешко да ги пишувам тие зборови. Бејќи на вистина сакав да го научам тој јазик. И тоа е во зависност од тоа колку време сум посветувала на тој јазик и негово совршување, толку поврго сум можела да комуницирам веќе на тој јазик. Си поставував еден предизвик на дневно ниво, да кажам, значи во еден ден да кажам по една реченица на секој јазик кој го познавам. Тоа ми беше многу интересна вежба за мозокот, дури и ден денес, кога ќе се сетам, си го поставам тој предизвик. Едноставно тоа е некоја моја вежба. Може би и тебе ќе ти користи, пробај да ја примениш. И уште за талентот сакам да кажам дека тоа е многу преценет. Она што, да, многу треба да работиме и многу треба да вежбаме доколку сакаме да усовршиме некоја вештина, тоа е моје мислење. И многу да грешиме. Тоа е она што ретко слушам дека сака да го зборува. Го зборував тоа и во претходната епизода, бидејќи сите некако зборуваат за тој успех, за што е она што го гледаат сите, но ретко кој зборува за грешките и колку грешки сме направиле да дојдеме до тој успех, до таа цел. Оној кој не погрешил не стигнал многу далеко. Грешките помагаат во усовршување на било која вештина, вклучително и на јазикот. И оно што ќе ти кажам и сакам да те охрабрам е да продолжиш и да вежбаш и во ситуација кога мислиш дека не е совршено, дека не ги знаеш сите зборови.
Бидејќи јас исто така сум имала фази со јазикот кога сум мислела дека никогаш нема да научам да го изговорам тој збор, некој збор кој што е петосложен, десетосложен, има 10 слогови кои треба да се кажат во еден глас со точен акцент. Или пак сум мислела дека тоа граматичко правило никогаш нема да го научам. Секој јазик има некои граматички правила кои се тешки, лесни. Но што имам приметено дека ми дава, но сум го совладала. Но друго сакам да кажам тука, што имам приметено дека ми дава резултат е кога ќе се тргнам настрана. Кога ќе си дадам простор и време мозокот да впие сите тие информации и да ги обработи. Бидејќи форсирањето не дава позитивен резултат во ниту една област, па така ни во зборувањето на македонскиот јазик. И сакам да ти кажам да си дозволиш времето да си го направи своето и да видиш како одеднаш, кога ќе се опуштиш, ќе почнеш течно да зборуваш македонски без сопнување. И тоа е се што отприлика сакав да кажам во оваа епизода. Ако сакаш да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, јави ми се на програмот Зборувај македонски кој отворен во моментот и тука пријавата се наоѓа во описот на профилот или пиши ми мејл на mariamalenovitz222@gmail.com и тука ќе се договориме понатаму за следните чекори. Те поздравувам многу, уживај во слушањето и се слушаме во следната епизода.